седништа. Добили информацiju da je vreme u petak oblačno, temperatura je 20 stepeni. Hvala. Секое спомнување на Кина се поврзува со богатото минато на оваа земја и со уште позагатливата сегашност со она што се случува во неа денес. Кина е земја со огромни димензии, непоимливи за наши прилики. По површина тоа е трета земја во светот, а со годишен прилив од 15 милиони жители, кон крајот на 1978 година, таа имаше 973 милиони и 220 илјади жители. Бројки има уште многу и сите тие фасцинираат. Главната улица по која ние се движиме, Долг Мир, е долга преку 10 километри, и низ неа и низ градот Пекинг се движат околу 3 милиони велосипеди. А главниот плоштад Тиананмен, врата на небесниот мир од кој што се јавуваме, со својата големина може да прими околу милион посетители. Бројки има уште многу и сите тие возбудуваат, меѓутоа и предупредуваат. Бројните познавачи на Кина кажуваат дека не треба да се потлекне на бројките. Треба да се верува на реалноста на она што е живот денес. Нашето престојување во Кина го искористивме токму за тоа, да се запознаеме што повеќе со кинескиот човек, со неговото секојдневие и со неговите напори да го осознае својот живот, да осмисли својата утрешнина. Кинеско утро. Како и сите други работи во Кина, и тоа е работно. Почетокот на денот за сите кинези е доброволен повик за 30-минутна гимнастика, за организирано раздвижување подремливиот сон и за физички подготвено дочекување на новиот работен ден. Вака е на секој слободен простор крај улиците во Пекинг. А уште поорганизирано и поатрактивно тоа се прави во Шангај. Ушу представува игра со меч. Ја изедуваат обично повозрастните и низ неа се манифестира готовноста на секој човек да се вклучи во одбраната на својата земја. Тоа е дел од традиционалната кинеска гимнастика, додека тај джи чуе е гимнастичка вежба од поново време. Има за цел да го раздвижи организмот. Сите движења со рацете, нозете и телото се изведуваат како да се има топка во рацете и целото тело поигрува со неа. Стари и млади, жени и мажи, индивидуално и организирано, по улиците и парковите или пред работните простории, поминуваат половина час во оваа единствена и ретко атрактивна заедничка утринска гимнастика. Армија од раздвижени и освежени работни луѓе подготвено го дочекува новиот работен ден. Одењето на работа представува исто така атрактивна и единствена прилика визуелно да се долови големината на оваа земја. Недогледни колони од велосипедисти, автобуси и камиони ја брануваат утринската тишина. Велосипедот е главното превозно средство за кинезите. Се смета дека во Кина денес има околу 100 милиони велосипеди. Во Кина нема приватни автомобили и по телевизискиот приемник велосипедот е најголемото материјално богатство што може да се поседува приватно. Може да се купи со 3 просечни месечни плати и со оглед на се поголемата куповна мок што имаат кинезите во последниве години, велосипедот е најбарана стока. Но со оглед на големината на градовите и оддалеченоста на работните места од живеалиштата, велосипедот е неминувен во секојдневниот живот и затоа го има скоро секој.
И додека работните луѓе се опатуваат на своите работни места, да нам вратиме за момент во дел од најновата историја на современа Кина. Во Шангај, во улицата Ванг Цу, број 106, се наоѓа оваа приземна куќа. Овде, на 1 јули 1921 година, е одржан основачкиот конгрес на Комунистичката партија на Кина. Во присуство на 12 делегати, потврден е револуционерниот курс што го имаа работниците и селаните во нивната борба против суровите експлоататори и договорени се наредните задачи за организирана борба. Денес овде се наоѓа мал музеј кој говори за развојот на револуционерната мисла и идеите на марксизмот и ленинизмот во овој дел на светот. Постои и спомен собата со 12 шолји за чај, со кои се служеле присутните делегати на основачкиот конгрес на Комунистичката партија на Кина. Од овие спомени се поаѓа и во запознавањето со најновите настани од историјата на современа Кина. Во големото револуционерно движење на народот на Кина, пресвртница представува големиот марш што го организира војниците на Мао Цетунг од 1934 до 1936 година. Од 300.000 војници, по 368 дена пешачење и сурови борби со војската на Чанг Кај-шек по провинцијата Шенан стигнаа само 30.000 војници. Еден од нив е и нашиот соговорник Ван Зун Сен, кога го замоливме да ни каже што се преживеа неговата војска во текот на овој долг марш. 当时长征的时候啊， Долгиот марш го започнаа борците на 3 корпуси уште во октомври 1934 година. А кога непријателот започна борба против нас, ни се придружија и борците на 4-тиот корпус. Во провинцијата Сечуан се сретнавме сите заедно. Бевме околу 300.000. Од 365 дена марширање, 235 дена поминавме во борби. Моравме во еден период и 18 ноќи едно по друго да пешачиме. Се одмаравме на секои 180 километри. Во текот на овој марш преминавме 18 планински масиви и 24 реки. Маршот мине низ 12 кинески провинции и во текот на неговото траење зазедовме 62 градови. 全部会死嘛，那就是 Страдањата траја 368 дена и за тој период поминавме 12.500 陕北这 километри. 个地方也有一支红军。 Кога маршот заврши, во провинцијата Шенси, од 300.000 борци колку што го започнавме маршот, стигнавме само 30.000 борци. 苏维区域那个地方红军，以后到了陕北，这个全国红军就是大会合了。这个简单进口情况就是这样。 Ветеранот на големиот марш денес е активен учесник и во изградбата на овој град. Со него разговараме на бродот по реката Хуангпо, низ која се движиме 2 часа низ најголемиот град на светот Шангај. Го замоливме да ни каже како се уставаруваат денес идеалите за кои тие се бореа во текот на големиот марш во конечното ослободување на земјата. 就说受教育这个激情了，参加了红军。 Во тоа време кога јас се приклучив на револуцијата, јас бев селанец. Мислев дека е најважно да се собори земјопоседникот и да се добие земја. Тешкотиите што ги имавме за да го оствариме тоа, тешко е да се замислат. 很难想象 Немавме храна, јадевме треви, а најтешко ни беше тоа што немавме сол. Денес живееме неспоредливо поинаков живот. Можам да кажам дека се остварија идеалите за кои се боревме. Тогаш баравме малку, но свеста постојано напредува. Тогаш најмногу мислевме како да го сопориме земјопоседникот и да ја ослободиме земјата. Денес веќе имаме изградено социјализам. Живееме среќен живот, како што во тоа време не можеше ни да се замисли. Она што Кина од секогаш имала најмногу, тоа биле и тоа се нејзините жители. И сите напори во новата историја на земјата се насочени кон подобрување на нивниот живот. Веднаш по ослободувањето, најчестиот поздрав меѓу луѓето на улица биле зборовите дали денес нешто јадеше. Денес отворено се нагласува дека историската заслуга на Комунистичката партија на Кина е што ликвидира со гладта и умирањето од неа. Основното начело на новиот кинески устав гласи: кој не работи, тој не треба ни да јаде. А Кина има 975 милиони луѓе и годишно треба да обезбеди 10 милиони нови работни места. Но гладни нема ни просеци на улиците, нема ни невработени. Тешко е да се прават било какви споредби со другите земји.
Просечната месечна заработувачка во Кина денес изнесува околу 60 јуани. Тоа е околу 80.000 стари динари. Меѓутоа, во целина гледано, кинескиот човек не живее лошо. Во секој случај, многу подобро од било кога во својата долга историја. Никој нема повеќе отколку што му треба, а секој има потребен минимум за пристоен живот. За да се оствари тоа, се вложуваат на човечки напори. Долгото и тешко минато на кинескиот народ му остави големо бреме. Освен залечувањето на економската заостанатост, во годините по победата на револуцијата требаше да се победат и честите суши, поплавите и другите непогоди. Се, апсолутно се, беше насочено кон обезбедување храна за бројното население. И денес 85% од населението на Кина живее исклучиво од земјоделство. Најголемиот дел од својот живот кинескиот човек го минува на работното место. Живее таму каде што работи. Најчесто скоро цел ден, со 2 часа одмор за време на ручекот. Секој има еден слободен ден во неделата за одмор. Нема годишни одмори, а нема ни класично одење во пензија. Нема ни разлики во тоа кој што треба да работи, па најчесто и во кругот на семејството секој ги пере своите алишта. Многу често и членовите на семејствата работат разделени, на разни страни низ земјата. Иако тоа создава потешкотии, гордо се истакнува дека секој се наоѓа на она работно место во кое на револуцијата му е најпотребен. Шангај, најнаселениот град на светот денес. Шангај не е огледало на Кина, меѓутоа овој град е излезната врата на Кина кон светот. Овде е концентриран и најголемиот дел од индустријата на Кина. Шангај има околу 1000 фабрики од најразличен вид со околу 1.500.000 индустријски работници во нив. Најмногу во машинската, дрвната, тутунската и текстилната индустрија. Шангај е оддалечен од морскиот брег околу 30 километри и целиот тој простор од двете страни на реката Хуангпу представува огромно пристаниште. Бродови од целиот свет на двата дока од 30 км долгото пристаниште увозуваат и извезуваат стока од сите и на сите меридијани во светот. Покрај пристаништето е лоцирана и целата индустрија на Шангај. Реките и водените канали во Кина, особено во нејзиниот источен дел, се најважните сообраќајници. Кина има околу 160.000 километри водени патишта и со нив се поврзуваат сите делови на земјата. Она што за современиот свет е најчеста слика на автострадите, овде тоа е заменето со речниот сообраќај. Кина е најбројната нација во светот денес, а Шангај е најнаселениот град во оваа земја и во светот со околу 10 милиони жители. Ние се јавуваме од главното пазариште на овој град, главната артерија во која се снабдуваат жителите на овој најброен град во светот. Секое споменување на бројот на жителите на Кина веднаш се поврзува со прашањето како се обезбедува доволно храна за нив. Жителите на Шангај имаат особина уште во раните утрински часови пред поаѓање на работа да завршат со купување на дневните потрепштини. Ние затоа регистриравме само дел од она со што е снабдено градското пазариште на Шангај и само мал дел од неговите купувачи. Меѓутоа, очигледно е дека кинескиот пазар е богато снабден со животни намирници. Некои забележале дека кинескиот пазар располага со 1200 производи. Во летните месеци може да се најдат околу 80 видови зарзават, кој по задолжителниот ориз е најприсутен во секојдневната исхрана. Па сепак, како се успева пазарот да биде постојано снабден со она што му е на населението неопходно за исхрана? Во Кина има 74.000 народни комуни. За Шангај, например, за снабдувањето на неговите жители работат 204 народни комуни.
Се знае секоја што произведува и колку треба да му обезбеди на градот околу кој се наоѓа. Народната комуна Пенгпу секојдневно на Шангај му испорачува 150.000 килограми разен зеленчук. Покрај тоа, годишно го снабдува градот и со 30.000 свињи, 180.000 кокошки, 320 крави, потоа зајаци, патки и риби. За сето тоа од градот добива пари, со кои комуната потоа го купува она што на нејзините членови им е неопходно, а не го произведува на своето земјиште. Народните комуни во Кина се основната клетка во општествено-политичкото уредување на земјата. Представуваат мали градови во кои е обезбедено се за нивните жители. Комуната Пенгпу има околу 20.000 жители. Располага со 800 хектари обработливо земјиште, неколку фарми и фабрики за земјоделски алаци, во кои вкупно работат 11.000 работници. Има 2 средни и 7 основни училишта, а секоја производна бригада има јасли и градинка. Комуните со своји средства ги финансираат училиштата, со што се настојува државата да се ослободи од таков вид издатоци, а комуната пак на тој начин да школува кадар што е неопходен за нејзина успешна работа. Комуните произведуваат се во рамките на можностите. Со тоа се настојува секој реон колку може повеќе да не зависи економски од други реони, а во тоа многумина гледаат остварување и на војно-стратешки цели за евентуални услови на војна и отсечување на реоните. Најголемата по површина автономна покрајина во Кина денес е Синкиангшко-ујгурската автономна покрајина. Ние се наоѓаме во главниот град на оваа покрајина, Урумчи, главен индустријски и економски центар на земјата. Меѓутоа, тоа не е основната карактеристика за оваа покрајина. Многонационалноста е првата одлика на овој дел на Кина. Во овој крај живеат 13 народности. Ги има казаци, киркизи, татари, монголи, руси и најмногу ујгури и кинези. На секој чекор низ градот и низ покрајината со двојазичните надписи се регистрира и се нагласува решеноста и заедништвото на народностите од оваа покрајина заеднички да појдат во решавањето на сите задачи и да го подобрат својот живот. Малку е познато дека во Кина живеат припадници на 54 националности. Тоа представува само 6% од вкупното население на земјата, меѓутоа нивниот вкупен број изнесува околу 50 милиони. Тие живеат на 60% од територијата на земјата. Пред револуцијата, само 10 националности во Кина имаа свое писмо, а денес скоро сите и најмалобројните развиваат своја автономија и целокупен живот во сите области на културата, образованието, науката и информирањето. Својата автономија оваа покрајна добива уште во 1955 година. Да чуеме еден член од уставот како го решава националното прашање во Кина. Најпрво на кинески. 民族自治区域机关执行自己的任务时，使用当地民族广泛使用的一种或几种民族语言和文字。 Упули Обол Кязим, колега новинар од редакцијата на уйгурски јазик во Урумчи. Milli Avtonom joylardagi milliy avtonom organlar o'zlarining vazifasini ijro qilganda shu joydagi millatlar keng qo'llanilgan bir xil yoki bir necha xil yozikni ishlatadi. Тоа беше на јазикот на уйгурите, а сега да чуеме како е тоа на јазикот на казаците од Мухамед Џаирбай. Улуттук автономиялуу орундардын автономиялуу органдары өз милдеттерин аткарган кезде сол орундагы улуттар жаппай колдонатын бир немесе бир нече тил жазуу истетеди. Другарката Тијан Теј е наша преведувачка за време нашиот престој во Кина, па да чуеме како гласеше овој член од уставот. За время исполнявания своих задаток органи национальной и региональной автономии треба употреблява jedan или više jezika i pisama nacionalnosti koje upotrebljavaju mesne nacionalnosti. При такви можности, првенствена задача на сите представува подобрувањето на животните услови. Синкиангшко-ујгурската автономна покрајина зазема 1/6 од вкупната територија на Кина.
Меѓутоа, поради лошите природни услови, таа покрај Тибет е најретко населена. На 1 квадратен километар живее просечно по еден жител. И со мал број население и под сурови услови на врела и пустинска клима, Сдружените народи од оваа област постигнуваат се позабележителни резултати. Особено се тие видливи во освојувањето на песочните површини од пустината Гоби. Со надчовечки напори во минатото и денес, водите од високите и постојано снежни планини Тиен Шен се наведуваат во околу 500 подземни канали, секој долг околу 10 километри. На тој начин разнесени се песочните дини и до вчера најнеплодното земјиште претворено е во зелена градина. Од овој крај денес цела Кина се снабдува со грозје, лубеници и сите видови овошје. Се разбира, првенствена задача е обезбедувањето производи за исхрана, преку одгледување на неколку видови жита, пченка и компир, а големото богатство на вода е искористено и за одгледување риби. Во кинеските води живеат и се одгледуваат 1500 видови риби, и тие представуваат најзначаен дел од местните производи што се користат во исхраната на населението. Во водените резервоари во околината на градот Шехаце се лови риба на малку специфичен начин. Може би одовде потекнува исказната за рибата што паѓа сама во талата. Искусните рибари го обколуваат со мрежа просторот во кој сметаат дека во тој момент има најмногу риба и потоа со удирање по ливените кајчиња ја вознемируваат рибата. Таа обезглавено скока на водената површина и најчесто сама скока во рибарските кајчиња. На ваков начин годишно бригадата на Ли Чанг Чин лови околу 300 тони риби. Ловот на кој присуствувавме и ние го сметаат за слаб, околу 300 килограми. Кој знае, можеби и присуството на камерата и на неповиканите гости беше причина рибите да се пратуваат на спротивната страна од мрежите и од кајчињата. Во Народна република Кина има 35 градови со преку 1 милион жители. Меѓутоа, најголемиот дел од населението на земјата живее по селата, кои представуваат дел од народните комуни. Кина е најголема земјоделска земја во светот. Од секои 5 нејзини жители, 4 обработуваат земја и живеат од неа. Иако е тоа земја со огромни пространства, за илустрација да кажеме дека Кина е 37 пати поголема од Југославија, таа сепак има малку обработливо земјиште. Само 12% од целата територија на земјата представуваат обработливо земјиште и на едно семејство просечно доаѓа по 1 хектар. Целото му припаѓа на општествениот сектор со исклучок на најминимални проценти што им се делат на семејствата во народните комуни за да можат да одгледуваат нешто и за своји потреби. Но за среќа пак, разновидната и во најголем дел од земјата влажна клима овозможува во Кина да нема земјоделска сезона. Се жнее и по неколку пати. Така се успева Кина да биде прва во светот по производство на ориз, втора по производство на кикиритки, да произведува 13% од светското производство на пченица и пченка и така натаму.
Со тоа, се повеќе се обезбедува храна за населението од сопствено производство, а се помалку таа се увозува. Сигурно би се произведувало многу повеќе, доколку во обработката на земјиштето и на земјоделските производи се употребува повеќе механизација. Најголемиот дел од земјоделските работи се изведуваат рачно. Во 1960 година во цела Кина имаше 70.000 трактори и околу 7.000 комбајни. И со земјоделските машини беа обработувани само 7% од вкупното обработливо земјиште. Денес во Кина има 130.000 трактори, а потребни се уште 10 пати повеќе. Како и сите други работи, специфичен е и економскиот развој на Кина. Го наречуваат одење на две нозе. Се нагласува дека земјоделството е основа, а индустријата водечки фактор. Се работи под паролата да се произведе што повеќе жито, но и што повеќе челик. Основа за тоа се огромните рудни резерви. Тие се сосема малку искористени, па затоа и индустријата нема понагласено значење во стопанството на земјата. Познато е дека Кина еден од трите најголеми производители во светот на јаглен, а на незина територија се наоѓаат и 20 до 30% од светските резерви на железо, калај, антимон, волфрам и други руди. Најмногу е отидено во искористувањето на нафтените богатства. По револуцијата, во 1949 година, од нафтоносните полиња во Јужна Манџурија произведени се 122.000 тони нафта. Во 1960 година, производството на нафта достигна 5,5 милиони тони. Не е познато колку нафта произведува Кина денес, меѓутоа познат е податокот дека Кина годишно извозува 15 милиони тони од оваа се повеќе барана суровина во светот. Нема доволно рафинерии, нема доволно техничка база за нејзина преработка, па затоа се произведува само онолку колку што е неопходно и повеќе се извозува како основна суровина. Меѓутоа, очигледни се резервите што утре можат да бидат основа за развој на уште поголеми индустријски можности. Цвеќето на влезот од кинеската куќа е поздрав за гостинот. Вкусно нацртан цвет и зборовите топло ја поздравуваме екипата на Југословенската радиотелевизија, не дочекуваат во Шангајската фабрика за автомобили и камиони. Ова е еден од најголемите индустријски објекти во Кина и во Шангај. Една од двете фабрики во Кина во кои се произведуваат патнички автомобили. Производството на патнички автомобили од типот Шангај овде започна во 1961 година. Сега годишно се произведуваат по 3000 патнички и 4000 товарни автомобили, кои се наменети исклучиво за установи. Во фабриката работат 2100 работници, од кои 1/3 се жени. Производството административно се планира и не остварен никаков систем на заработка според покажани резултати. Меѓутоа, целото производство е организирано на надпреварувачки принцип, зацелено знаме на социјалистичко надпреварување. Во деновите кога ние ја посетивме оваа фабрика, носител на ова признание беше работничката Лу Ли Џун. Таа во текот на изминатата недела покажала најдобар квалитет, квантитет и редовност во работата. Сегашните капацитети не дозволуваат да се натврди планот, иако побарувачката е поголема од можностите. Производството не е доволно механизирано, а за причина се смета и недоволниот број на високостручни кадри. Од 2100 вработени, во фабриката има само 6 инженери и 50 техничари. Недостигот од образовен кадар е еден од поактуелните и поголемите проблеми во развојот на Кина. На разни начини, во средините каде што се работи, се организираат дополнителни училишта и курсеви, се ангажираат пропагандни тимови кои на неписмените им ги соопштуваат новостите од весниците. Оваа најмасовна политичка школа се изведува секојдневно по 30 минути во секоја средина. И затоа со право се тврди дека неписмените кинези не се воопшто и политички неписмени. Сите цветови на еднината лежат во семето на сегашноста, вели една кинеска поговорка. Затоа и сите напори се вложуваат да се изгради личност која по многу нешта нема да биде иста како луѓето од другите меридијани, зашто и условите во кои живее и задачите на кои треба таа да одговори по многу нешта не се исти. Така ќе може и утрешнината да биде многу поинаква од животот што се живее денес. Денес во Кина учат и студираат околу 120 милиони студенти, меѓутоа и покрај тоа бројот на високошколските и образовани кадри е се помал и се попотребен. Денес се станува тешко студент во Народна република Кина. Од 24 завршени средношколци, само еден успева да се запише на факултет. Затоа како се станува студент, разговараме со нашите соговорници, студенти на
факултетот за политички науки во Шангај. Јас живеев в село. Сакав да студирам, а тоа беше желба и на моите родители и на целото село. Бев примерна и затоа изборот падна на мене. Среќна сум што се оствари мојата желба и што можам да ја остварам довербата на оние што ме одбраа да го продолжам школувањето. Чуо Дам Фенка, сега разговараме со Ван Џан Веј. Јас на универзитет дојдов од улиците на овој град. Во средно училиште мечтаев да се запишем на универзитетот. Но мојата желба не се оствари во времето на културната револуција, кога 4-члената банда со саботажи и подкопувачка дејност го наруши нормалниот систем на запишување. По разбивањето на 4-члената банда, Централниот комитет на Комунистичката партија на Кина, начело со Хуа Гуофенг, изврши преобразба на системот на запишување на студенти. Тогаш ми се укажа прилика да се пријавам на испит. Во 1977 година, поради слабиот резултат не успеав, но се јавив и следната година. Вложив поголеми напори и успеав да се запишем на факултетот за политички науки. Другарот Лю Генг Шенг е наставник по информирање и еден од замениците на ректорот на Фудан универзитетот. Го замоливме да не запознае како се планира запишувањето на студенти на овој универзитет. Методот за запишување студенти во нашата земја е следен. Се комбинира државниот план со желбите на поединците. Секоја година државата изработува единствен план за запишување на студентите. Потоа се спроведува единствен приемен испит за целата земја. Учениците изразуваат 3 желби на кој факултет сакаат да студираат. Дури според покажаниот успех во средното училиште, по покажаниот успех на приемниот испит и според изразените желби, се прави дефинитивен распоред на запишаните студенти. На овој универзитет запишуваме студенти што изразиле желба да студираат овде и што покажале подобри резултати на испитите. Во 10 милионскиот Шангај има околу 100.000 студенти. Разговараме со 20 студенти на факултетот за англиски јазик, другарката Шао Гопинг и Суи Хајпинг, за тоа како организира животот на студентите овде. Сакам да кажам неколку зборови за начинот на кој е организиран животот и работата на кинеските студенти. Секојдневно имаме по 4 часови предавања со наставниците и професорите. Попладнето времето е резервирано за самостојно учење. Тоа, според мене, е многу малку. Другото време останува за слободна работа. Тогаш се занимаваме со слободни уметнички и спортски активности. Секоја недела организираме игранки, гледаме филм, играме кошарка и други игри, а во летниот период и пливаме. Општо речено, ние на универзитетот живееме среќно. Со физички вежби здобивме енергија за учење. Што се однесува до местото во кое ќе работиме по завршувањето на студиите, ние главно се починуваме на потребите на државата. Јас сметам дека секаде е исто и каде да не испрати државата, ние работиме како да сме дома. Секаде можеме да придонесуваме. Јас, например, како студент по англиски јазик, во остварувањето на 4 модернизации, кои сега се основна линија во развојот на нашата земја, ќе придонесам со преведување на стручна литература од англиски на кинески јазик. Каде и да е, секаде може да се придонесе за остварување поголем развој на земјата, доколку за тоа се има срце и совест да му се служи на својот народ. Стопанските можности на Кина се неспоредливо поинакви од животот што секојдневно се живее во оваа земја. Бројните стопанственици и туристи од целиот свет во тоа може да се уверат при посетата на постојаната индустријска изложба во Шангај. На површина од 10.000 квадратни метри изложени се преку 4.000 производи. Сите тие говорат за високи технички вредности на овој народ, за знаења кои се неминовни за вакви дела, од украси од најразлични скапоцени камења во дрво и слонова коска, до производи за секојдневна употреба и најмодерни апарати за примена во медицината. Кина произведува 20 видови часовници, 50 типови транзистори, а неодамна ја произведе и 4-та генерација компјутери. Сето тоа говори за големите извозни можности на Кина и за нејзиното идно уште понагласено економско присуство во светот.
Најголемиот дел од она што го произведува кинескиот човек е наменето за извоз. Меѓутоа, во последниве години, стоката што го преплавува светот може да се купи на секој чекор и низ Кина. Штандовите на стоковната куќа во Пекинг се најдобра потврда за тоа. Сите производи овде се од кинеско производство, а најбарани се прехранбените и текстилните производи. Техничките производи се доста скапи. Еден мини телевизиски приемник од кинеско производство чини 800 јуани. Тоа значи дека може да се купи со 14 месечни заработувачки. Јапонски колор телевизиски приемник чини 2800 јуани. Малку се купува, но важно е дека може да се купи и за тоа сведочат и другите продавници низ трговската артерија Ван Фу Чин. Тоа што кинескиот човек купува навистина малку, резултат е повеќе на неговата скромност, создадена како последица од историските условености да живее подчинето и бедно. Тој не го купува она што не му е најнеопходно и со што би се разликувал од другите. Во таа смисла, денес во Кина се води и широка акција за штедење и потоа за штедите да и се позајмуваат на државата. Паролата е, ако се гради побрзо, ќе има и за сите подобар живот, а да се гради има навистина потреба. Главниот град на земјата Пекинг е град со околу 6 милиони жители, но во својот најголем дел нема канализација. Градот се протега на површина од 17.000 квадратни километри, а првата делница од подземната железница што туку е пуштена во употреба. Најголемиот дел од населението живее во приземни згради и станови во кои за секој семејство е обезбедена една соба. Другите простории се користат заеднички. Започнуваат да се градат и нови згради и нови населби, но тоа е се уште далеку од можноста да се задоволат потребите. Едно од светските чуда, еден од поимите со кои првпат се среќаваме уште пред да дознаеме било што за оваа земја, секако е кинескиот зид. Започна да се гради уште во 3 век пред нашата ера, па се до 15 век, денес достигнал должина од 6000 километри. Во долгата историја, зидот представувал символ на големина и непобедивост. Секој владетел, сакајќи поуспешно да се одбрани од манџурските татари, доградувал свој дел на веќе започнатото. Денес, долгиот зид, како што го викаат кинезите, е најпосетениот објект од бројните културно-историски споменици на Кина. Туристи од целиот свет доаѓаат да се одушевуваат и да се чудат на бесмисленоста на овој најграндиозен градежен објект во историјата на човештвото. Во подножјето тој е широк 9, а висок на некои места и до 15 метри. Тоа е единствениот објект изграден од човечка рака што го забележале американските астронаути со голо око од месечината. Во неговата изграда учествувале околу 3 милиони луѓе, а во неговите темели се вградени и коските на неколку стотици илјади укнетувани градители.
Во Пекинг, меѓу бројните споменици, доминира комплексот од царски палати, познат како забранетиот град. Овде живееле и царувале 27 владетели од династиите Минг и Чинг во времето од 1368 до 1911 година. Сите тие граделе и доградувале своји простории, приемни сали, дворови и градини во кои живееле сокриени од погледите на обичните луѓе. За раѓаните, целиот тој комплекс од 720.000 квадратни метри, во кои се наоѓаат 9.000 објекти, бил забранет се до победата на револуцијата. И сите вредности што се создавале во текот на тие 6 векови од највредните уметници на Кина, собрани се меѓу декоративните зидини на овој град или изразени низ раскошните екстериери или бројните скулптури и релјефи во мермер, метал и дрво низ него. На другиот крај од Пекинг изграден е храмот на небото. Кога владетелите од династиите Минг и Чинг оделе на поклон и барале милост од небесните височества, доаѓале овде. Овде е се во функција на молитвеник. Храмот се издига високо да биде поблизу до небото и со својот син свод да се слее со душата на оној од кој се бара милост. Владетелите Чијан Лонг и Лија Чинг во периодот од 1736 година до 1820 во непосредна близина на Пекинг го изградиле летниот дворец. Суровите владетели не дозволувале и кога одат на излет да не бидат обкружувани од раскош. Го прошириле езерото и изградиле насипи на кои потоа се подигнати околу 3000 разни објекти од комплексот на летниот дворец. Освен атрактивните павилјони, импресионираат мермерниот брод и 17 лакиот мост, кои ја потврдуваат градителската способност на кинеските неимари. Во центарот на Пекинг доминираат неколку градби кои се символ за градот. Импресивниот плоштад Врата на небесниот мир го обкружуваат Домот на народите, во кој се наоѓа се Кинеското народно собрание и од противната страна Музеот на историјата и револуцијата. Во средината на плоштадот, покрај импресивниот обелиск на револуцијата, доминира мавзолеот на Мао Цетунг. Илјадници луѓе, мажи, мајки со деца, чиновници и војници од сите страни на Кина во беспрекорен ред и тишина чекаат да влезат во најновиот споменик од кинеската историја и да го видат основачот на современата историја на Кина. Во предвечерните часови пак заживува главната улица на Пекинг. Илјадници велосипедисти се враќаат од работа. За нив тоа е добра прилика да ги дознаат најновите вести на денот, а за нас да се сретнеме со уште една, можеби најкарактеристична слика за Кина. Таци Бао се ѕидни весници со долга традиција. На овој ѕид на демократијата може секој да го изнесе своето мислење, да напише што забележал и што мисли во врска со тоа. Најчесто се критикуваат неправилните постапки, но најточно е дека вестите од овој ѕид на демократијата се најверното мерило за настаните и чекорите што се преземаат во официјалниот политички живот на земјата.
И додека кинезите се прибираат во своите домови, во мирната вечер, на гостинот во Кина му останува уште една можност да запознае нешто типично кинеско. Да се насладува на богатата кинеска кујна и на нејзиниот единствен деликатес, кинеската патка. Од неа не се отврла ништо, а се подготвуваат околу 30 мезалоци и јадења. Тајната е во нејзината исхрана, во водата во која живее и се разбира во готвењето. Кинеската кујна има 4 особини: вкус, мирис, боја и изглед. Вкусот и мирисот се постигнуваат со разни додатоци од сосови и мирудии. Со систем на варење, секој производ ја задржува својата природна боја, а изгледот во аранжирањето достигнува вистинска уметност. Младиот готвач Цаe Вин Сијан, како да ја почувствува нашата недоверба во она што го гледавме со нашите очи, пазете повторно пред нас да нацрта и изрежи птица од морков и цела една уметничка композиција на лубеница. Тоа беше нашето видување на Кина денес. Се разбира делумно за толкова земја и за толку многу нејзини жители. Но, доволно за да се увериме во нивната решеност да истраат во напорите да го подобрат својот живот. Во желбите некогашните ѕидини огради да ги заменат со мостови на пријателство кон светот и со светот. Доволно за да се увериме дека минатото треба да се стави во служба на сегашноста и дека во семето на сегашноста лежат сите убави цветови на еднината.